Изминатава недела Битола живееше во духот на матурските прослави. И годинава предходеше трката по идеална тоалета, смокинг, обувки, идеална фризура и шминка, аксесуари. Во просек сумата која тие ја потрошиле за целокупниот аутфит се движи од 1 до 2 просечни македонски плати. За девојките цените на кратките фустани се движат од 2000 до 5500 денари, додека долгите фустани се со цени од 4000 до 15000 денари па и повеќе, кои зависат од изработката, материјалот, но најмногу од производителот. Чевлите и сандалите се со цени од 1000 до над 6000 денари, а чантите се движат од 500 па до над 3000 денари. На ова треба да се додадат и трошоците за накид, фризура и шминка, кои заедно достигнуваат од 2000 до над 5000 денари. Матурантките кои може да си дозволат дополнителен трошок, пред матурските прослави одат на посебни козметички третмани, прават солариум, надградба на ногти, што е секако дополнителен трошок. За машките цените на костумите се движат од 4000 денари па нагоре. Кошулите може да се најдат по цена од 1000 до 1800 денари, а чевлите од 1200 до над 6000 денари. На ова треба да се додадат и трошоците за вратоврска и ремен, кои заедно може да чинат од 1000 до 2500 денари. Покрај трошоците за целокупниот изглед за прослава на матурската вечер, тука се неизбежни и трошоците за домашна прослава, за што треба да се издвојат минимум 100 евра. Во последните неколку години има родители кои приготвуваат посебни матурски прослави низ кафаните, каде цената по особа се движи од околу 10 евра. Заклучокот е дека матурските прослави чинат од 1 до 2 просечни македонски плати. Со тие пари ќе се покријат трошоците за свечена облека, славење на матурата со врсниците во ресторан, продолжување во дискотеката, подароци. А за домашна прослава треба да се издвојат уште минимум 100 до 200 евра, во зависност од бројот на гостите.